Почитувани, на Македонија не и треба нов Зоран Заев, ниту па и треба уште еден следбеник на заевизмот и менталната матрица. Кажувам, заборавам, негирам. Единствено на Заев му треба послушник, кој што ќе ја поддржува политиката 1 евро за вицето, ќе ги поддржува криминалните тендери или пак епидемијата на непотизам. Почитувани, заевизмот го заборави и го негира огласот кој што пред неполни 2 недели беше распишан тука од СДС за кандидирање за председателски кандидат. Огласот е заборавен и негиран уште пред истекот на рокот кој што беше зададен токму од СДС. Внимавајте, распиша оглас на 4 февруари со рок на трајање до 19, односно до денеска, а веќе вчера на 18, ден пред истекот, тие веќе го имаат заборавено и го негираат огласот. Го негираат тоа што наместо извршниот одбор, невисокото тело партиско на СДС, кандидатот за председател на СДС ќе го избира Артан Груби од ДУИ, а со асистенција на Миле Зечевиќ. И нема ништо од апликациите, ништо од наведените критериуми, како тоа кандидатот да ужива доверба на членството и на симпатизерите на СДС и да ја, како што беше наведува, оживотворува политиката на СДС. Кандидатот сега треба да ја оживотворува политиката на Артан Груби и да ја ужива довербата на ДУИ. Заев сега не бара председателски кандидат, бара послушник кој што ќе го аминува криминалот на картелот во власта. И нема ништо од демократски норми во овој избор. Членството ќе биде ставено во функција да гласа за изборот на Артан Груби. Каде се европските вредности во глумењето во сета оваа постапка? Дури ниту во копирањето на ВМРО ДПМНЕ не ги бива. Гордана Силјановска-Давкова, еминентен професор, ја доби поддршката од ВМРО ДПМНЕ со гласови од бројни еминентни професори, доктори, правници, економисти, кои беа дел од звучните имиња меѓу делегатите на конвенцијата во Струга. Епа наместо такви звучни имиња, СДС ќе трча со кандидат избран од Артан Груби. Почитувани, Зоран Заев и заевизмот во целост ги потценуваат граѓаните, ги потценуваат дури и своите поддржувачи. Јасно е зашто Зоран Заев преку заевизмот избега и од предвремените избори. Јасно е дека Заев се плаши од пораз, свесен дека нема никаква поддршка за своите антидржавни политики. Од тука, сите следни чекори по конвенцијата на ВМРО ДПМНЕ во Струга се јасна порака. ВМРО ДПМНЕ победува на изборите, Гордана Силјановска-Давкова е следниот председател на Македонија. Ви благодарам.